Прво за акцијата, повторно се чисти езерото, нуркачите се вклучија повторно во акција на чистење, велат дека малку е подигната свеста, но треба се уште да се работи. Вие како угостители, што велите за сето ова? Прво да поздравиме ова акција што се дешава последниве 4-5 години, станува се поактуелна и многу повеќе луѓе слушаат за неа и свеста се подига на едно ниво. Од кога видовме што све може да извадат од езерово, се прави една поголема свест, значи да не се фрла, да не се загадува, но има многу уште останато за чистење и треба некако да се поддржи, да се најдат средства и да биде малце поефикасна. Само да се подсетиме дека пред од прилика 35-40 години постоеше брод чистач кој денеска веќе не постои, скапува, мислам дека уште е во пристаништето во Охрид, не во пристаништето во каналот. И еден таков брод имаме дадено апелација подолг период, но најверојатно нема средства да се направи тоа. Тој брод работел по кажувањето на постарите угостители 365 дена во годината. Значи тој секој ден работел, имало запослени луѓе на него и одел по обалата и барем од обалата чистел и вадел некои работи што уште тогаш знаеле да се фрлат во езерото. Гледаме дека се собира доста народ, го гледа ова и свеста може да се каже дека е многу поголема за последниве 15 на години, и секој ден се зборува за тоа. Штом се зборува, значи ќе почне и да се применува. Добро, какви се прогнозите за туристичката сезона? Гледаме дека уште од сега раздвижена. Од каде се најавени гости? Гостите ни се прилично од истите дестинации од минативе години. Може да се вклучи некоја нова дестинација. Бројот на ноќевањата за резервации во истиот момент сега не е како минативе 2 години, значи има малце ефект војнава што е со Израел и со Иран. Поскапувањето на горивата има големо влијание, далечните дестинации се одбегнуваат малце, не се на исто ниво како минатите години и со тоа нормално дека сите држави добиваат негативен ефект во туризмот и ние не може да се исклучиме од тоа, но очекуваме дека од поблиските држави околу нас ќе има зголемување, пошто и тие мора некаде да отидат и да летуваат, и со тоа што не сме скапа дестинација, него сме така една привлечна дестинација, има што да понудиме и мислам дека бројката ќе може да се стигне од минативе 2-3 години. Како се движат цените за ноќевање, покачени ли се? Цените за ноќевање оваа година не се покачени од минатата, чак што некаде може да се примети и благ пат на цената, но од прилика ќе бидат исти цените, со оглед на тоа дека имаше поскапување на доста продукти, значи, но не е моментот за зголемување на цените, баш поради овие причини што ги спомнав. Како сте со персонал? Имате персонал сега? Персонал како стално секоја година, штом дојде мај месец, борба за персонал, со оглед на тоа дека ние сме сезонска дестинација, дали сезоната е 4-6 месеци, пак е сезонска, и одреден број на работници ни фалат во месеците од, да кажам, мај па све до октомври. Сега се снаоѓаме, имаше и промени во законот за работни односи, се дозволи да работат и пензионери и други, и да се има и втора работа и така натаму, но на одреден број на денови. Значи, мислам дека тука ќе трпи некакви промени, да тоа се промени, да нема врска кој колку може да работи, колку сака, толку треба и да се дозволи да работи.
придонеците да се плаќаат нормално и да се зголеми интересот за работа, како луѓето би можеле нели да добијат и нивна втора работа и некои плюс пари и да си ги платат сметките и така натаму, затоа што имат доста што се заглавени, што не може да излезат и со една работа тоа не може да го покријат. Може да кажеме дека интересот кај младите малце е подигнат, има доста интерес што сакаат да одработат летниот период и може да пополнат доста работни места во оваа индустрија. И како секаде, значи угостителството во периодот нели кога доаѓа таа миграција се осеќа, наши одат на север, кај нас веќе почна да доаѓаат од југ, да кажеме, нели, од држави како Индија, Непал и останати други држави кои праќаат работници овдека. Значи примањата нивни во тие држави се најверојатно пониски, затоа што им се исплати да дојдат и да одработат кај нас за некои си 500-600 евра месечно или некаде и повеќе, значи зависи од нивната професија. Бројката се зголемува и така се затвара кругот. Значи мора да се одработи сезоната, сега не може да споредуваме квалитет со образовани конобари со необразовани конобари, тоа знаеме сите, но едноставно сме во таков момент каде што нема излез од ништо и дека ќе мора да изработиме на овој начин, а долгорочно да спремаме некои други платформи како би направиле поголем интерес нели кај младите да почнат да работат во оваа индустрија. Периодов засилени се инспекцијските контроли низ угостителските објекти. Некако многу угостители се жалат дека е многу строго, дека многу се казнуваат. Има ли измени во тој дел? Знаете како сега јас од оваа страна ако кажам не треба, не е така. Јас се согласувам дека да треба измени во тој дел. Прво измени во затварањето на самите објекти, значи ако затвориме објект од јуни, јули, август, не само што губи пример газата на објектот или угостителот, него губи и државата. Прометот се скратува за 15 дена, во тој промет има доста данок што оди во државата и едноставно не изгледа добро за самиот турист кога ќе помине и гледа од 10 отворени објекти, 2 се затворени, солчињата дигнати горе и нешто не е убаво, не изгледа убаво. Паричните казни се парични казни, тука има друг кој да ги решава тие како треба да бидат и колку треба да бидат тие парични казни во оглед на тоа нели ако се направи некој прекршок во работата. Мислам дека сме престроги во некои погледи и не е истото во околните држави. Значи со нашите колеги кога ќе зборуваме нели во пример еве Албанија ќе земе до нас како една највисоко растечка држава во туризмот во последниве неколку години и тоа треба да се го признаеме за да видиме што тие работат па како треба и ние да се однесуваме према во оваа индустрија. Бројот на ноќевања во Албанија се подигна многу, значи има над 15 милиони ноќевања, ние се бориме тука со 2,5-3 милиони. Што се работи треба да се примени. Има многу работи кои треба да се анализираат и да се променат, нели? Да, и за крај само позитивни се очекувањата за сезоната, така со сите проблеми кои што ги има. Да, секако ќе имаме позитивна година, тоа ќе биде сигурно. Се имаме мала промена на гостите, нели, од разни држави, странските западноевропски држави ни се малце во помал број, имаме пат тука, но покрај се тоа, нели, рековме дека таа бројка ќе се надополни со гости од околните држави. И само уште едно прашање, УНЕСКО ќе доаѓа сега на увид на трасата, кога се поврзани ли овој дел со автопатот. Кој е вашиот став како хотелиери и угостители? Видете, тука Закупи ли туризмот ако не се поврзани? Ако не се поврзувањето секогаш носи позитивно нешто, значи не може да кажеме дека
нема да се изгуби. Колку ќе се изгуби не знаеме, никој не може да направи проценка, но поврзувањето секогаш е позитивно, транспортот е позитивен, ако се овозможи да биде, да се однесува, знаете, вие се работеше на еден проект со бродови околу езерото, да вртат хопон бродови и така натаму. На жалост, после 2,5 години работа напорна со тој проект, не се успеа, не се реши тој проект. Да не спомнуваме кои причини, но беа банални причини во тој период, зашто не успеа. Сега да имавме денеска, требаше да гледаме тука 2 и со бизнис план да се купат уште 2 брода кои би вртеле на обалата на Охридското езеро и поврзуваат многу места низ Охридското езеро. И тоа е еден вид на транспорт кој требаше да се деси, но не се деси. Значи треба да се гледаат работите како да се направи нештото, а не како да не мора да се направи. Тоа е нашиот став. Значи, што повеќе имаме конекции до дестинацијата, ќе биде многу подобро за сите нас.